Добро вечер. По паузата за новогодишните и божикните празници 360 степени се враќа секој понеделник и четврток на првиот телевизиски канал на јавниот сервис. Во екот на неколку истраги и предистраги за потенцијална корупција и финансиски криминал од јавен интерес и на бегството, односно недостапноста за органите на прогонот на осомничени во тие случаи, вечерва за соговорник го имаме државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Денеска се навршуваат точно 11 месеци откако собранието на предлог на тогашната влада и Советот на јавни обвинители го избра Коцевски за шеф на јавното обвинителство во земјава. Господине Коцевски, добро дојдовте во 360 степени. Добро вечер и поздрав до гледачите. Сте биле веќе еднаш гостин, така што го знаете и студиото и атмосферата овде. Сакам да ве прашам колку во овие дадени околности на големи очекувања од борбата против корупцијата го чувствувате за товар тоа што сте избран од мнозинството на СДСМ и ДУИ? Па видите вака, не би рекол дека тоа е товар, затоа што јас поднесов кандидатура во време кога претходниот државен јавен обвинител му престана мандатот. Што значи дека во транспарентна постапка бев избран од страна на собранието и ценам дека во тие околности и во тој момент со оглед на сите оние што беа предложени бев само јас, така да без разлика која власт е и која партија е на власт, ценам дека јавниот обвинител треба да биде независен, професионален и да си ја работи работата според закон. Истото прашање од друг агол. Дали треба да сметаме дека страфот евентуално разрешување диктира дел од вашите постапки сега? Па, искрено немам страф од евентуално разрешување, затоа што јас и понатаму работим и ќе работим и до сега работев честно, одговорно, правилно и законито. Условите за разрешување на јавниот обвинител, конкретно на државниот јавен обвинител, се строго определени во Законот за јавно обвинителство. Во овој момент ценам дека нема ниеден од тие услови, имајќи предвид дека работата ја се вршам навистина одговорно, честно и законито. Еве зошто на овој начин ги интонирам, да кажеме, првите прашања. Премиерот Христијан Мицковски некаде кон крајот на ноември ќе излезе со една од своите во низа критични изјави за правосудството и ќе порача доволно беше чекање, акцијата против корумпираните обвинители и судии почнува од понеделник. Но од понеделник наместо акција ќе видиме ваше упатство, задолжително упатство до сите обвинителства во земјава, со кое ги задолживте сите јавни обвинители итно да дадат приоритет во постапувањето по предметите за корупција и оние од висок јавен интерес. Сега, како го објаснувате ова? Што треба да заклучиме? Дека притисокот на премиерот дал резултат, практично ве натерал вас да го издадете ова упатство, или дека упатството е признание дека до тој момент не сте работели и постапувале како што треба? Не е така, затоа што секоја критика може да се свати и добронамерно, меѓутоа у конкретниот случај можеби се совпадна она што премиерот го кажа и тоа што беше моја намера да се даде приоритет на сите предмети што се во интерес на јавност. Тоа го разработував известно време, меѓутоа некои работи се совпаднаја со тоа што можам да кажам дека јавноста ја уверувам дека не може јавното обвинителство да биде под притисок на власта или опозицијата, затоа што јавното обвинителство мора да работи согласно закон и правилата кои што ги предвидува самиот закон. Уште малку на оваа линија. Премиерот дава изјави дека одредени обвинители добиваат диареја, грчеви во стомак, главоболка, анксиозност, кога треба да се потпише важна наредба или барање, а вие на тоа одговарате во истото соопштение со кое што известивте јавноста дека сте го донеле тоа задолжително упатство. Велите, јавниот обвинител на Република Северна Македонија со исклучителна сериозност ги зема апелите од извршната власт и од јавноста за зголемување на активноста на сите истражни органи, а особено на јавното обвинителство во борбата против корупцијата. Пак ќе ве прашам, ако
вака како што се поредуваат некако работите, испаѓа дека или премиерот на вистина успеал во тоа што сакал, да ве натера да работите, или дека вие си признавате дека до тој момент на вистина не сте работели како што Не е така, затоа што јавното обвинителство континуирано работи. Меѓутоа, проблем е што доказите многу тешко се обезбедуваат и овој приоритет не е само за јавните обвинители да даваат приоритет на предметите, туку да ги ажурираат сите предмети, имајќи предвид дека сите наредби што се даваат до одредени органи, одреден период не се добиваат соодветни докази. Што значи дека јавното обвинителство сега даде приоритет за ажурирање на сите оние предмети, на сите оние наредби по кои што се постапува, да се добијат одредени докази од страна на органите во кои се бараат. Рековте дека диареја кај предметен обвинител била причина за одлагање на одреден состанок, одредени дејства во еден случај, во еден предмет, при една пригода. Може ли да ни кажете кој е тој предмет и што конкретно беше одложено, ако било одложено? Вака, побарање на предметниот јавен обвинител и јавниот обвинител на основното јавно обвинителство Скопје беше одложен еден состанок со представниците на МВР, со тоа што на вистина ми соопштија дека имаат здравствени проблеми. Тоа беше само еднаш, со тоа што се одложи само 3 дена. На тој состанок после присуствував и јас лично и беше одржан состанокот. За натаму јас немам информации дали предметниот јавен обвинител или шефот на јавното обвинителство на основно Скопје исто така ги одлагале состаноците, имајќи предвид дека тоа го кажа премиерот, не знам какви сознанија, од каде му се тие сознанија, јас не добив никакви сознанија од јавните обвинители дека тоа се одлагало повеќе пати. Тоа еднаш го кажав за медиумите и сега ќе повторам, значи само еднаш, и тоа му го соопштив на министерот за внатрешни работи и му согласивме термин од петок за вторник. Се сеќавам добро, така да на тој состанок бевме сите присутни. Се работеше за предметот за државна лотарија, меѓутоа од тој состанок нареден уште еден месец имаше состаноци редовни од страна на јавниот обвинител, кој што е обработувач на предметот, заедно со представниците на МВР. Дали нешто круцијално се одложи? Од петок за вторник? Се одложи затоа што обвинителите на вистина Не, велам дали нешто беше суштинско, дали нешто трпеше во постапката? Не, ништо не трпеше, тие беа редовни состаноци кои што ги усогласуваат заедно со предметниот јавен обвинител, кои активности да се преземат, се работеше за предистражна постапка, така да од прилика околу уште еден месец се држеа такви состаноци, се додека некои работи не се усогласија. Добро, ќе зборуваме за државна лотарија малку подетално подоцна во овој наш разговор, уште малку за задолжителното упатство. Во него барате од сите обвинителства да им дадат приоритет на предметите во кои има сомнеш за корупција и тоа е од 3 декември. Веќе следниот ден, на 4 декември, соопштувате дека сите обвинители од Републичкото јавно обвинителство се во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за да вршат надзор. Заврши ли тој надзор? Што се наудите од него? Не чувме до сега јавно. Вака, не само во јавното обвинителство за организиран криминал, туку и во сите други претходни јавни обвинителства е вршен надзор, со тоа што освен во вишите јавни обвинителства по цела држава, последните најмалку 4 години не е вршен никаков надзор. Надзорот треба да се врши 2 пати годишно. Во последните 4 години, со оглед дека не беше вршен надзор, причините не ги знам, јас, како државен јавен обвинител, дадов наредба да се изврши надзор во сите виши јавни обвинителства. Да се изврши надзор во јавното обвинителство за организиран криминал, да се изврши надзор во работењето на јавниот обвинител за
Европравда и да се изврши надзор на јавниот обвинител што го води Оделението за меѓународна правна помош. И сето тоа го направивте? Никогаш не се вршело надзор на овие две оделенија, а надзорот во јавното обвинителство за организиран криминал ми се чини негде најмалку околу 2 години не е вршен надзор. Добро, пак ќе кажам, некако се коинцидира со овие критички изјави кои што доаѓаат од извршната власт кон правосудството, се разбира не само кон обвинителството, туку и кон судството, и некако се чини дека вие реактивно постапувате на тие изјави кои што доаѓаат од извршната власт. Не е така, затоа што надзорот по висшите јавни обвинителства дадено е наредба пред премиерот да даде критики. Тоа е редовен надзор кој што мора да се изврши и така се постапи јавните обвинители што се координатори за висшите јавни обвинителства вршеа надзор на сите. Сега имате готов извештај од надзорот во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Тоа го води Исламабази, пакам, чисто за јавноста да знаат за кое обвинителство зборуваме. Последниот надзор е вршен во јавното обвинителство за организиран криминал. Таму беа сите јавни обвинители, со оглед дека се работи за јавно обвинителство со кој што опфаќа цела држава, со тоа што секој момент ги чекам службените белешки и извештаите од јавните обвинители, ќе држиме колегиум и ќе видиме со кои евентуално проблеми се среќава и што решавало јавното обвинителство. Може ли да се каже дека ОЈО-ГОК, ова обвинителство што го води Исламабази, е на некој начин тесно грло? Имате ли вие сознание за евентуално пролонгирање на постапки, непостапување? Имате ли сознание во кои што обвинителството што го води Исламабази, да речеме, се труди да ги запошоти предметите во кои што се засегнати поранешни функционери, еве конкретно од ДУИ, да речеме? Воопшто не се сомневам во работата на јавното обвинителство за организиран криминал, ниту во јавниот обвинител што го води тоа обвинителство, со оглед дека од информациите што ги добивам, а тоа и јавноста го знае, јавното обвинителство за организиран криминал водеше и води се уште многу сензитивни и тешки предмети, така да во тој дел можам да нагласам дека еве се водеше постапка за Синџир 1, се водеше постапка за Синџир 2, се водеше постапка понатаму за и се презема посебни истражни мерки за криминалните групи, се открија навистина голем број на убиства, така да јавното обвинителство... Сугестиите се, знаете вие, дека уште при изборот на Исламабази се крена голема прашина, се појавија фотографии негови со првенци на ДУИ, со луѓе блиски до првенци на ДУИ и така натаму. Сомневањата беа дека ДУИ му помогнала позадински да биде избран за шеф на тоа обвинителство, и сега алузиите кои што се прават се на таа линија, велат, еве, кога да кажем, ќе го посочите како аргумент случајот Адитив, за кој што беше отворена истрага од ова обвинителство, велат да, ама таму нема функционери на ДУИ. Да, ОЈО-ГОК постапува, ама само во случаи во кои што не се засегнати функционери на ДУИ. Вака сега, Исламабази, знаете, беше избран од страна на јавните обвинители на цела држава. Што значи во тој дел не може никој да се сомнева во неговиот избор, затоа што тој освои најголем број на гласови. Во однос на предметите што ги води јавното обвинителство за организиран криминал, од она што има докази, јавното обвинителство, по мои информации, по сите постапува. Значи, еве, можем да нагласам дека од ДУИ, ако така се гледа, беше и членот на Советот на јавни обвинители. Јавното обвинителство го реши предметот, судијата доби затворска казна, со оглед на квалификацијата на кривичното дело за членот на Советот за јавни обвинители, исто беше огласен за виновен и доби условна осуда. Што значи дека јавното обвинителство за организиран криминал постапува по секоја пријава и до сега немам никакви сознанија дека се врши селекција во однос на членови на ДУИ или некој друг член. Иџет Мемети доби условна казна. Да, доби, со оглед на квалификацијата за која што истиот беше и
обвинет. Има ли уште една околност што можеби не треба да ја прескокнеме? А тоа е дека по последните измени на кривичниот законник, практично обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција загуби на релеванција, со тоа што загуби надлежност на значаен дел предмети. Видите, вака измените на кривичниот законник навистина ни направија штета. Штета во поглед на кривичното дело, конкретно злоупотреба на службена положба и овластување, каде што тоа беше исклучива надлежност на јавното обвинителство за организиран криминал во поглед на штета која е нанесена на буџетот. Со измените на законот, тие надлежности се пренесува на јавните обвинители според местото на извршување, односно на јавните обвинителства според местото на извршување на кривичното дело. Со тоа што сега има и едно друго становиште, дека, меѓутоа тоа да видиме топрва, дека доколку штетата е нанесена во корист на буџетот, можат пак предметите да се вратат во надлежност на јавното обвинителство за организиран Од кого очекувате таа дилема да ви ја реши? Таа дилема ќе ја реши Врховниот суд. Добро. Уште сме кај упатството од 3 декември. Побаравте од сите основни висши обвинителства да одржат стручни колегиуми на тема постапување по предметите за корупција и ги задолживте да ви достават извештаи за тоа што го преземале. Ги добивте ли тие извештаи? Извештаите континуирано стигнуваа, извештаите се доделуваат на јавните обвинители што се координатори за тоа јавно обвинителство и речиси стигнаа сите. Последен беше извештајот на јавното обвинителство за организиран криминал и наредната недела ќе има колегиум и јавните обвинители кои се координатори за одредени јавни обвинителства ќе реферираат и ќе им дадете ли некаква јавност на тие извештаи? Може би не интегрално, но барем делумно, јавноста да знае што содржа. Во однос на транспарентноста, од моето доаѓање, транспарентноста е зголемена не знам колку пати, меѓутоа до сега, тоа беше и во мојата програма, јавното обвинителство нешто ќе им даде, меѓутоа и секогаш дава соопштенија, имаше минатата година 2 брифинзи, нареден период пак ќе имам јас брифинг што сработило јавното обвинителство, така да секако јавноста ќе биде запознаена, затоа што транспарентноста е многу битна работа, имајќи предвид дека со транспарентноста се зголемува и отчетноста на самите јавни обвинители. Целта на сето ова што го зборуваме беше да утврдите евентуално дали има неоправдано одолговлекување на постапувањето. Дали досега имате сознание дека некаде е утврдено неоправдано одолговлекување? Вака, прибирање на доказите е многу тешка работа. Затоа што доказите многу тешко се прибираат, затоа што секој доказ треба да се прибере на законит начин. Тоа е основната причина во која што се одолговлекува постапката и до сега, од она што го имам како сознанија, од тие редовни известувања што се од страна на јавните обвинители, не можам да кажам дека имам некаква забелешка, затоа што сите јавни обвинители до сега даваат наредби, ги процесираат предметите, не постои ни еден предмет што не е заведен, не постои предмет што е во фиока, како тоа народски кажано, да се чува, и јавните обвинители континуирано ги работат предметите, меѓутоа сега се дава приоритет на предметите кои што се во интерес на јавноста, меѓутоа да не се оштета другите предмети, односно да не биде дека другите предмети трпат јавните обвинители, иако можам да кажам дека во моментов капацитетот на јавни обвинители е алармантен, имајќи предвид дека во моментов јавното обвинителство работи со помалку 95 јавни обвинители од вкупно 261. Ќе пробаме можеби околу капацитетите на обвинителството во текот на овој разговор да позборуваме малку повеќе. Сега сакам да ве прашам за скопскиот виши обвинител Мустафа Хајрулахи, кој што
е суспендиран и против кој што се водат и дисциплинска и кривична постапка, ветивте дека јавно ќе го објавите извештајот од надзорот извршен во Висшето јавно обвинителство Скопје. Зошто досега тоа не е направено? Така е, ветив дека ќе го објавам извештајот, меѓутоа со оглед дека во извештајот се констатираја одредени незаконитости, тој извештај е сега како доказ во дисциплинската постапка, со тоа што исто така тој извештај се бараше и од страна на јавниот обвинител по кривичната пријава која што ги имаат поднесено вработените во Висшето јавно обвинителство, и токму тој доказ сега во овој момент не можем да го објавам, имајќи предвид дека тоа ќе биде во тек на постапката. Ја споменувате таа кривична пријава, обвинителот Хајрулахи тврдеше дека не е точно дека ја поднеле вработени, велеше ја поднел државниот јавен обвинител. Вака, таа кривична пријава беше поднесена од група вработени во Висшето јавно обвинителство за кривично дело малтретирање во вршење на службата, со тоа што беше поднесена до Основното јавно обвинителство Скопје. Меѓутоа, Основното јавно обвинителство Скопје ја препрати до Републичкото јавно обвинителство да се определи друго надлежно обвинителство, и јас како државен јавен обвинител го определив јавното обвинителство, Основното јавно обвинителство во Штип, кое што со проширена надлежност, токму да нема некаква субјективност, односно да никој не се сомнева дека нешто се работи тајно или нешто ќе биде засегнат или ќе има влијание во Основното јавно обвинителство. Во целиот тој случај иницииравте дисциплинска постапка и против јавниот обвинител од Висшето јавно обвинителство Скопје, Јован Цветановски, затоа што во 4 предмети се откажал од жалба или обвинение. Во 3 од овие 4 случаи добил согласност од неговиот шеф Мустафа Хајрулахи. Може да ни кажете кои се тие предмети? Вака, се работи за предмети кои што навистина се работи за голем износ. Едниот предмет се работи за некаде околу 840.000 евра, каде е повлечена жалбата. Вториот предмет е навистина голема сума, се работи за некаде околу 8 милиони евра. И третиот и четвртиот предмет, ако се сумира, можеби има вкупно околу, за сите 4, помалку од 10 можеби милиони евра, каде што жалбата е повлечена или повлечено обвинение. Имајќи предвид дека се работи за многу високи износи, значи тоа само го направиле обвинителот кој што е обработуваш на предметот и висшиот јавен обвинител. Во вакви случаи, кога се работи за предмети кои што се од многу висок јавен интерес, кога се работи за предмети кои што навистина има голема штета, треба многу голема предпазливост и јавниот обвинител кој што го работи предметот заедно со висшиот јавен обвинител треба истиот да го реферира. Еден од предметите да го реферира во каде? Републичкото јавно обвинителство. Еден од предметите и рефериран е во Републичкото јавно обвинителство, меѓутоа јавниот обвинител обработуваш на предметот не постапил по дадените напаствија на Републичкото јавно обратно обвинителство. Постапил по негово наоѓање. Добро, и сега тоа е основата за дисциплинската постапка, така? Вака, има две дисциплински постапки заведено. Едната дисциплинска постапка е против 20 јавни обвинители, Добро. А другата дисциплинска постапка е против висшиот јавен обвинител. Со тоа што за различни народски кажано, едната постапка е за нарушување на чест и угледот на јавното обвинителство и за народски кажано местење на предмети. Предметите се местеле кај еден ист јавен обвинител, овие 4, кај што тој јавен обвинител повлекол жалба, односно се откажал. А кривичната постапка? Кривичната постапка е поднесена само од страна на пријавителите кои што се вработени во Висшето јавно обвинителство за кривично дело по член 143 малтретирање во вршење на службата. Меѓутоа, од списите на кривичната пријава и од предметот, јавниот обвинител кој го води предметот во јавното обвинителство во Штип
оценил дека има и друго кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Право е на јавниот обвинител да врз основа на пријавата оцени дали има и друго кривично дело или не. Јавниот обвинител сметал дека има и друго кривично дело и сега се води постапка за две кривични дела во основното јавно обвинителство. Добро, а местење предмети не е основа за кривична постапка? Токму тоа реков, ова второво што го зборувате во второто е делот на злоупотреба. Јавниот обвинител кој го води предметот оценил дека има и друго кривично дело за местење на предмети, а тоа е кривично дело затоа што и сами знаете претходниот судија, преседател на основен суд, одлежи казна затвор. Сега Хајрулахи излезе со своја верзија на настаните, обвини дека сакате да го замолчите, да се ослободите од него, затоа што одбил да постапи по вашето барање во предметот со бонусите на некогашното СЈО да донесе одлука со која ќе се потврди првостепеното решение на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, практично за отфрлање на кривичната пријава од ВМРО ДПМН. Вака, подносител на таа кривична пријава е партија. Добро. Постапувајќи по таа кривична пријава, јавното обвинителство за организиран криминал, врз основа на доказите со кои што ги располага, донел решение за отфрлање на кривичната пријава. Партијата, која што е подносител на кривичната пријава, вложила жалба. Таа жалба била проследена до Висшето јавно обвинителство Скопје. Висшето јавно обвинителство Скопје го побарало предметот од основното јавно обвинителство за организиран криминал. Во конкретниот случај, партијата не е оштетена страна. Јавниот обвинител веќе има и одлука, јавниот обвинител ни го достави и решението од Висшето јавно обвинителство Скопје, ни го достави решението и она тврдење што јас го кажав и во јавноста дека партијата не е оштетена, истиот и го навел во самото решение дека навистина подносителот на пријавата, партијата која што го поднело не е оштетена, меѓутоа јавниот обвинител ценел дека по принципот на легалитет можел да одлучува по жалбата. Тврдам одговорно дека не можел, затоа што нема законска одредба по која може Висшето јавно обвинителство да одлучува по жалба на оштета. Не ми е јасно и мене како по принципот на легалитет баш тоа јавно обвинителство се прогласило за надлежно. Што ако партијата подносител, да речем, поднела жалба до друго висше јавно обвинителство, Штип, Битол и Гостер. Тогаш ќе произлезе дека и тие можат по принципот на легалитет да одлучуваат по жалба на оштетен. Во конкретниот случај, само ова ќе напоменам, дека висшиот јавен обвинител кој го решавал предметот, можел и така се работи до сега, тоа да го цени како преставка и тоа да го достави до Републичкото јавно обвинителство и Републичкото јавно обвинителство да се произнесе и да даде евентуално напаствија во однос на постапката, дали правилно ја отфрлил обвинителот во организиран криминал или не. Дали имаше ваше мешање, ваше влијание за тоа како да постапи Висшето јавно обвинителство? Воопшто за тој предмет не сме разговарале. Од каде тие тврдења дека вие сте го сугерирале? Не знам, очигледно дека тоа се поушални тврдења, тоа се невистини, не сме разговарале во тој дел и јавниот обвинител не постапил по она што требало да постапи, така да има исто така можам да напоменам уште 2016 одредено упатство за начинот на кој што се постапува во случај на подносител кога е оштетен. До сега Висшето јавно обвинителство, не знам да речем кој знае колку имало такви предмети и сите ги отфрлале како... Хајрулахи приговараше на составот на тимот кој што го вршил надзорот во Скопското висше јавно обвинителство. Според него Елвин Вели и Лиле Стефанова не смееле да го прават тоа,
затоа што правеле надзор над предмети по кои што претходно тие самите постапувале. Исто така тврдеше дека двајца од тројцата обвинители што биле да го извршат надзорот не сакале да го потпишат извештајот. Не е Што така, велите вие за не е така. Прво се вршеше надзор со тоа што ми се достави извршениот надзор, меѓутоа, согласно правилникот за внатрешно работење, има правила на кои се врши надзорот и јас не бев задоволен од првиот надзор и дадов втора наредба да се изврши подетален надзор согласно правилникот. Истата екипа член го 6, правеше? Истата екипа го правеше со тоа што не се вршеле надзор на предмети кои што тие ги работеле. Тоа можем да одговорно да тврдам и самите јавни обвинители и ги прашав и истите потврдија дека не е вршен надзор на предмети. А имаше одбивање некој да потпише извештај? Вака сега, имаше два. Еден имаше извештај и еден имаше записник. Записникот за извршен надзор го потпишаа сите тројца обвинители. Тоа е вториот документ? Тоа е вториот, записникот за извршен надзор. Добро. А извештајот за извршен надзор го потпишаа само двајца јавни обвинители. Зошто? Затоа што едниот јавен обвинител има службена белешка која што смета дека јавниот обвинител постапувал согласно законските прописи, меѓутоа во однос на постапката. Точно е дека јавниот обвинител има право да повлекува вишиот, односно да се откажува од обвинение. Во рамките на своите законски овластувања. Меѓутоа, во однос на суштината, дали требало тоа да го направи да, во во однос на случај? суштината имаме јасни докази, така да во И тој само дел. уште едно прашање околу овој случај, дали преку вашата керка имаше изнесување на информации од јавното обвинителство на земјава? Знаеме, станува збор за таа снимка која што се појави во јавноста, во која што вашата керка се среќава со една новинарка и на снимка на која што се гледа дека и предава нешто, некаков лист хартија, документ. Вака се А може. алузиите беа дека керката и го дава извештајот за кој што ве прашав зошто до сега не е обелоденет. Вака, моите две ќерки работат во иста фирма, во приватна фирма. Едната е информатичар, другата е правник. Имаат 20 вработени, со тоа што оваа што е правник работи на проекти и во тој момент имала проект за уредување на новинарски страници. Ја повикала новинаркава за да ја даде понуда во однос на она што го нуди фирмата за изработка. Во моментот кога тоа е снимено, извештајот од страна на јавните обвинители мене не ми беше предаден. Ми беше предаден некаде после 10 дена од денот кога беше снимена. Што значи дека тоа се сосема невистини, тоа се поушални работи кои што има постапка во основното јавно обвинителство Скопје. Јас во моментов, со оглед дека таму беше и мојата ќерка, не се интересирам, поднесена од страна и пријавена на новинарката, така да јавното обвинителство ќе излезе најверојатно со соопштение што по таа постапка ќе се случи на крај. Добро, случај државна лотарија и бегство, недостапност на Артан Груби. Дали Артан Груби беше пуштен да избега? Господин Коцевски. Вака сега се водеше предистражна постапка со тоа што во моментот на менување на границата претходно неколку дена по наредба на основното јавно обвинителство Скопје беше дадена мерка стоп. Што значи дека што ми е таа дадена мерка стоп на сите граници наши, службеникот што ги проверува документите треба да провери и да види дали тоа лице може да ја помине границата или не. Верзијата на Министерството за внатрешни работи е дека има грешка на конкретниот полициски службеник и дека поради тоа практично тој не видел дека Артан Груби е на стоп листата, дозволил да ја помине на границата. Вие верувате во таа приказна? Видите, она што министерот за внатрешни работи го соопшти дека се работи за човечки фактор. Против лицето кое што го пропуштило
е заведена постапка во јавното обвинителство за организиран криминал и корупција со оглед дека се работи за полициски службеник. За сега има Постапката- сознанија дека во дослуг бил со Артан Груби? Не можеме да изнесуваме никакви детали, затоа што преземени се сите действија, камерите се обезбедени, се сослушуваат сведоци, да видиме дали само тој бил, дали тој е одговорен или има и други лица. Министерот кажа дека се работи за човечки фактор. Така да од друго не можеме ништо да веруваме и освен она што во моментов располага. Можно е јавното да обвинителство. истекла информација од јавното обвинителство? Во Или која- од МВР? Во моментот кога сте побарале да биде ставен на стоп листа? Вака, претходно неколку дена е тој ставен на Стоп листа. пред да ја напушти границата. Добро. Значи, тој ја напушти границата, колку се сеќавам, беше сабота или недела, а некаде понеделникот или вторникот претходно беше ставен на стоп листа по наредба на јавниот обвинител. За какво сценарио прашувам? Некој му дојавил дека е на стоп листа, тој успел да обезбеди контакт со конкретен полициски службеник кој што во тој момент ќе биде на граничниот премин, се договорил дека ќе го пропуштат, тоа ќе биде прикажано како грешка за да ја напушти државата. За такво сценарио, дали е возможно такво Тоа е сценарио? една теорија која што Министерството за внатрешни работи тврди дека не е така и затоа поднело пријава против надлежниот службеник кој што не извршил контрола по закон. Знаете ли каде е Артан Груби? Во моментов, лично јас не знам, со оглед дека за него има меѓународна потерница и се надеваме дека истиот ќе биде испорачен. Артан Груби, рековме, е осомничен во случајот државна лотарија. Зошто досега е издадена наредба за поведување на истрага за само еден сегмент од кривичните пријави на МВР и на финансиската полиција? Вака се работи таму за две кривични пријави, кои што се споени. Едната кривична пријава од страна на финансиска полиција, а другата кривична пријава е страна на Од МВР. Во таа кривична пријава, често во јавноста се зборува дека ние бараме колективна одговорност. Не бараме ние колективна одговорност, меѓутоа таму се работи за заобиколување на постапката околу набавка на тие. Значи сакате да кажете дека Груби не е осомничен за одлука на колективно тело какво што е владата? Значи, на влада колективно тело нема за колективна одлука нема одговорност. Ова е начинот да се заобиколи државна лотарија, односно друштвото за набавка на останатите тие. Не за лиценци, него за набавка на сето. Поедноставено кажано, реков, само еден сегмент од кривичните пријави е предмет на истрага, тој по-суштинскиот досега не е. Интересно е дека, да речеме, еден од пријавените од МВР и екс-премиерот Димитар Ковачевски, за него досега има само кривична пријава, нема отворено истрага. Што се случува со тој аспектот? Вака сега, јавното обвинителство постапува врз основа на доказ. Во моментот на поднесување на кривична пријава, МВР сметало дека и тој е одговорен. Меѓутоа, од доказите кои што јавното обвинителство ги има, за сега има само се води постапка во моментов за ове. Меѓутоа, не е постапката затворена за останатите. Што значи дека се уште се проверуваат наводи, доколку има место за одговорност и на другите лица кои што се фатени во кривичната пријава, верувајте дека јавниот обвинител ќе Овој постапи. аспект за кој што е отворена истрага беше дел од кривичната пријава на финансиската полиција или на МВР? На финансиската полиција и МВР имаја две пријави. Добро. Во таа пријава, во финансиската полиција, колку јас се сеќавам, не беше опфатено и останатите лица кои што во моментов се уште нема поведено постапка, туку се води предистрашно. Добро, ти коментарите се дека кривичната на МВР е така поприлично паушална, но добро, ќе видиме како ќе се поставите. Пак ќе повторам, јавното обвинителство работи само врз основа на доказ. Значи, доколку има докази, нема никаков проблем да јавното обвинителство поведе постапка
сите кои што се пријавиле. Не, ова што велам паушално не значи дека немало дело или дека немало кривично дело, но Разбирам. дека начинот на кој што е составена и поднесена кривичната пријава е дискутабилен. Добро. За Груби отворивте уште еден предмет по допрен глас по неговото и ставањето на апелацискиот судија Емер Беџети на американската црна листа, затоа што според американскиот Стейт Департмент примиле подкуп за да влијаат на предмети во кои што бил засегнат Сашо Мијалков. Зашто е пред истрагата? Може да ни кажете за подкуп, за тргување со влијанија? Се работи за предмет кој што ја лично, согласно моите овластувања, оформив по допрен глас. Првите действија се презедоа, јавното обвинителство издаде наредба, се прибавува предметот во судскиот совет за кој се водеше постапка и ќе се преземаат и натаму. Значи, тргување со влијание. Тргување со влијание. Да, и евентуално да видиме дали се работи на вистина за некаков подкуп. Да, и може сега да се обезбедат докази по толку Видите, поминато време во за секој подкуп? случај наше е да преземеме сите действија. Што ќе излезе во текот на постапката, ќе видиме. Случај Адитив. Имате ли увид како се одвива истрагата за овој случај? Рековме ја води основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Случај во кој што се осомничени неколкумина поранешни директори во електрани на Северна Македонија и на РЕК Битола, но и сопственици и управители на приватни фирми. Како оди истрагата во овој случај? Вака и тој предмет, иако имаме често пати забелешки, тој предмет е оформен по допрен глас. Значи, еден предмет се водеше во основното јавно обвинителство Битола, а друг предмет се водеше во основното јавно обвинителство Кичево. Тоа е практично по Допрен новинарските написи на по колегите од допрен Бирова. глас во однос на заведување и почнување на постапката. Со тоа што тие два предмети, обвинителствата по тие два предмети се огласија за ненадлежност и предизвикаа судирна надлежност и Републичкото јавно обвинителство по двата предмети одлучи и ги додели на јавното обвинителство за организиран криминал, кое што многу брзо, отприлика некаде за 2 недели, успеа да ја процесуира постапката и изврши претреси во Мислам дека зборувате за 77 Така. извршени Така, претреси така. на повеќе локации, во во цела повеќе Македонија. градови. Во Македонија, Васко Ковачевски каде е? Вака сега, Васко Ковачевски произлезе од она што јавното обвинителство го утврди. Значи, Васко Ковачевски не беше опфатен во она што МВР го поднесе. И Васко Ковачевски само јавното обвинителство утврди дека може да одговара за кривично дело кое што е запретена казна до 5 години. Чекате сега МВР, зошто МВР го спомнува? Нели по допрен глас е? Да, меѓутоа и МВР после поднесе, имаше, добро. да, со тоа што во однос на Васко Ковачевски, во моментот на претресот, затоа што јавното обвинителство не знае каде. Јавното обвинителство дава предлог за мерки за согласно висината на казната. За ова кривично дело, во моментот на претресот Васко Ковачевски не бил дома. Со тоа што таа мерка веќе беше дадена и по таа мерка се произнесе судот после известно време. И после имаше некој Да, институционален и се определи притвор во трајање само од 8 дена со оглед дека се работи за кривично дело во скратена постапка што се запретена казна до 5 години. Имате информација каде е тој? Не. Немате. Во моментов немаме, меѓутоа те има и за него. Да, има ли и други предистраги, се разбира, да имаш истрага, веројатно ќе знаевме, предистраги за електрани на Северна Македонија, кои што ги водите? Да, има и еве, прв пат ќе ви соопштам, дека во моментов основното јавно обвинителство Битола работи на 6 постапки за тендери. Плюс работи и на други постапки за набавка на јаглен, мазут и така натаму, што значи дека има доста работа, се прибираат докази, дел од активирани са и МВР и БАЈАБА со нивното оделение за сузбивање на криминалот, така да во скоро време очекувам да и таму имаме резултати. Има капацитет Ојо Битола да го сработи сето тоа? Вака, од ова што го имам како информација, Ојо Битола интензивно работи со пун капацитет на
на овие предмети со тоа што од 1 февруари сега ќе формирам и таму истражен центар. Истражен центар останува да се формира во Ојо Битола и во Штип. Така да се надеваме дека ќе им биде од голема помош. Да, имаше шеги на сметка на рек Битола дека едно обвинителство треба можеби на влезот на рек Битола да се стави и да работи таму. Местото на извршување на кривичното дело е Битола и според тоа мора да биде во моментот таму, па ќе видиме во текот на постапката. Во врска со предистрагата за фирмите на Ристо Крмзов или Крмзов како го викаат тие кој е Крмзов, од Струмица се појавија текстови во некои медиуми кои сугерираа дека има обструкција од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Тој случај новата извршна власт го најавуваше како криминал од епски размери. Вие за време на викендот известивте дека во петокот, во 17 часот, што би можело да се смета дури и истек на редовното работно време, првпат сте добиле дел од документацијата од УЈП. Што се случува со тој предмет? Тој е се уште во предистрага, што би требало да значи дека немате доволно докази за да го кренете на ниво на истрага. Така е. Значи, од септември до петокот сега, по наредба на јавното обвинителство, дури сега, од страна на Управата за јавни приходи, извршени се контроли во скоро 90% од фирмите и сега е доставена точно во 17 часот во петокот она што дадовме соопштение. Во однос на предистрагата, само можам да кажам дека во моментот на претресите, јавното обвинителство побара од судот да му се одземе пасошот. Прв пат, можам да кажам, е тоа, до сега, во предистрага да му се одземе пасош. Знаете до сега колку сме имале предистраги, па ништо не одземен пасош? Не е можно, често пати во јавноста... Еве пак на линија, зошто да и се допаднете на извршната власт? Не да се допаднеме, затоа што се работи на вистина за голем обем на докази, таму тврдеа дека се работи за 1-2 камиона на докази. Од она што го имаше јавното обвинителство како информација, се работеше прво за помал износ милионски, меѓутоа, не да се допаднеме, имајќи го предвид предметот, тежината на предметот, јавното обвинителство мораше да даде, да предложи некаква мерка и таа мерка до ден денес се постапува. Да. Добро, пронајдени се навистина дијаманти при претресите, имате сознание? Во моментов не можам да откривам никакви детали, ми се чини дека тоа беа повеќе написи на новинарски написи. Да, значи сепак станува збор за кристали. Па не можем да тврдам, од Лустер. Се работи се уште во предистрага. Да, првично беше наведено дека станува збор за дијаманти, но потоа се појави информација дека најверојатно станува збор за кристали од Лустерот во познатата вила парк во Струмица. Не, и се ќе видиме како ќе напредувате со таа предистрага. Има многу случаи, ќе изберам да речем да ве прашам уште за Бојан Христовски во врска со сертификатот за познавање на англиски јазик кој Христовски го приложил за да ги исполни условите да стане директор на Агенцијата за национална безбедност. Дали добивте одговор од Бугарија на барањето за меѓународна правна помош? Има сомневања дека тој е невалиден, практично дека е фалсификуван. Во сите вакви предмети најважен доказ ни е да се прибави по меѓународен пат доказ кој што навистина ќе биде многу битен, а тоа е преку меѓународна правна помош од страна на бугарските власти, дали сертификатот кој што е добиен од страна на овластена таму школа, организација, институција и така натаму. Чекаме, се уште не е пристигнал. Колку време е поминато од кога го поднесовте барањето? Ние го поднесовме веднаш, штом го формиравме предметот. Предметот е формиран по 2 кривични пријави, со тоа што колку има веќе, можеби 3 месеци, така да чекаме. Кога ќе ни достава, ние ќе се Имаше многу реакции за начинот на кој што ДКСК го затвори
своето постапување во однос на тоа дали Бојан Христовски е законски именуван од владата за директор на АНБ, што треба да очекуваме од јавното обвинителство. Вака, ДКСК од она што го слушнав како соопштение, не утврдувало дали дипломата, уверението е фалсификат или не. ДКСК утврдувало дали ги исполни условите во однос на тоа на огласот, односно конкурс таму што било. Ќе се колевате утврдило да отворите истрага, да поднесете обвинение, тоа ќе биде обвинителен предлог веројатно, ако утврдите дека е фалсификуван документ? Ве уверувам, еве и јавноста уверувам дека не постои јавен обвинител кој што може да постапи спротивно на доказите. Доколку добиеме навистина ние од бугарските власти дека тоа се работи за фалсификат, ве уверувам дека такво ќе има обвинение. И на крај само уште за наводите на премиерот дека бил следен, тој од собраниската говорница покажа, односно мафташе со некои документи, велејќи дека една од агенциите задолжени за разузнавање и безбедност практично го следела него и членови на неговото семејство. Што е преземено во тој случај? Имате ли повеќе сознанија? Вака, по тој предмет, од она што слушнавме на говорница, јас лично, согласно моите овластувања, исто така, оформив предмет под допрен глас, меѓутоа морам да нагласам дека во јавното обвинителство за организиран криминал веќе имаше поднесено против други лица и постапката сега се спои. Поднесов веднаш со оглед дека од она што го слушнав се работи за некакви индиција за действија во текот на 2020 година, што значи дека согласно новиот закон, доколку се работи за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, би се пробил релативниот рок и тоа би застарело. Јас тоа го имав во предвид и токму поднесов на време да има рок за евентуално продолжување на постапката и јавното имаме сознанија само дека јавното обвинителство за организиран криминал до надлежните институции поднело барање да се прибават сите докази. Ви благодарам што бевте дел од 360 Благодарам и на вас, степен. На сите што слават вечерва Стара Нова година, им честитам и се најубав. Благодарам во нивно име. Благодарам уште еднаш. До крај саботажа ние ќе се видиме в четврток поради ракометот некаде околу 22:45, 22:50. Пријатно. Кавадарци денови е центарот на светот. Причина не е само отварањето на ски стазата, туку и неверојатното откритие на советниците, дека нивниот градоначалник има не еден, туку дури два двојника. Значи, многу ме подсеќаш на Ана Брнабич, искрено. На Ана Брнабич, може се фризурите личи ми, не знам како точно не ликувам на неја. Само не, стварно. А политичкиот манир ти е многу сличен на Ана Брнабич. Значи, едно го кажуваш, наредната година спротивното на тоа го кажуваш. Значи, јас со Ана Брнабич баш и се јавам после и сакам да видам што ми се сличи с историја. Значи, ми се налута невеста дома, како се Ана Брнабич. Значи, нема врска, јас сум си фамилијарен човек, како така. Нема информација дали се чуле со Ана, ама сигурно е тешко достапен вториот лик, со кој, според локалците во Кавадарци, тој наликува. Наместо него, по потрага по одговорите се воспоставува контакт со најповиканиот, личноста, која придонесува да се добие баш тој впечаток. Мене, да ти кажам право, не ми личиш на Ана Брнабич, мене ми личиш на овој од Северна Кореја, политички, а и така и се подстрижуваш. Мојата фризура ти не чуе ли тебе, Джоана, ние Северна Кореја? Ти ме стрижиш. Како? Джоана, ние од Северна Кореја, така ми вика еден тук. Кој најде вика? Еден советник. Се заебава. Се заебава, добро, фала. Шегата настрана, градоначалникот не може да личи на ниту еден од споменатите бидејќи тие се занимаваат со сосема друг занает, за кој тој, според собствено признание,
еме незаинтересиран, еме аналфабет. Ников политички интерес немам, ја од политика не разбирам ни па. Значи, јас зборувам искрено, од душа, од срце ти кажувам. Но изгледа дека не е баш така, оти тој прилично прецизно ја сецира политичката слика и дава продлабочени анализи за состојбите во оваа сфера, со акцент на политичките соперници. До детал има проникнато. Ви сите од левица си работите од дома на компјутерот, никој не земал храброст да направи фирма, фирмичка, фирмиште да стане и било како. Дори гледаш как сте нежни, со брдичиња, со црни маечки. Немате ви дух за работа. Наспроти жестоката атака кон едните, неочекувано меќе односот кон опонентите од СДСМ. Не дека му се слабост, туку причината за протекционизмот. Според него е фактот дека стануваат ендемични. Не, ве заштитиме како ретки видови. Се намалете. И како се, уште да напаѓаме, нема шанс, Торецки. И на крајот, да не излезе дека не гледа простор за критика и во собствените редови. Јанчев се обидува да ги врати во шини и своите. Абе ти изгледа една недела нема да ме видиш и ми забегуиш. Чилиш по-често кај мене да те вратам на фабричко подешување. Ајде, седи се. Во Кавадарци може да се прави се освен фактори ресет. Таму одамна се е во фри моуд.